Selection. Пееше последно Лажев, а се вика Александар Тарабунов Тара. Здраво, Тара, како си? Здраво, супер, одлично се сега. Кажи ми, по што ќе ја памтиш оваа 2011 година? Што ќе ја памтам, искрено, не знам нешто моментално ти одвеам дека доста успешна за мене беше оваа година. Многу насмеани лица имаше. Се надевам дека во следнава година ќе има све тоа ќе се дуплира. Лажев беше последниот хит. Кого лажеше годинава? Кого лажев година? Многу луѓе искрено, се надевам дека и ти си излажала. Бидејќи лажам само кога имам навистина потреба. Не сум лажко, некој тежок лажко, али си подлажнувам. Кажи ми, која е твојата новогодишна желба? Мојата новогодишна желба? Па не знам, искрено, некој подарок. Не знам која ти кажам, пред некој ден пишав на Facebook, луѓе, сакам да ми пратите некоја честитка, а може и пакетче, зашто така се радувам на помали работи и така мала пажња може да ме направи доста среќен од некоја драга личност. Кои се плановите за 2012? Плановите за 2012 да си умреме сите зашто доаѓа крај на свет. Од тоа искрено малце ми е страв, дека може да го слеба човештвото, луѓе пазат се. Не знам што. А на музички план? На музички план ќе пееме додека можеме нормално. Тоа е, да ми излезе првиот албум негде на пролет и така. На пролет. Има ли некоја нова песна на успот на победа? Да, спремам нова песна, канта авторска. Значи музиката и текстот јас го пишувам. Не можам да ти откријам со кој ќе работам, но тоа искрено ќе биде со доста познат пеач и продуцент од естрадава. И тоа е тоа, песната ќе звучи како симфонија, навистина добро. Значи се спрема дует? Не дует, моја ќе биде песната, али ќе се работи со доста голем професионалец. Каде ќе ја дочекаш новата година? Ќе ја дочекам со другариве, планираме да одиме во Белград, бидејќи има навистина добри понуди, така еден ден да си поминеме, да видиме малце. Значи оваа година дочекот ќе биде при вас? Да, со оглед на тоа дека искрено се измори во овој месец од сите тие емисии и од настапи, така да решим да си поминам со пријателите, да се олабавам малце. И да се одмориш, така е. Кажи ми, дали веруваш во Дедо Мраз? Дали верувам во Дедо Мраз? Како мал искрено верувам и мајка ми еднаш ме разочара, ќе ти откријам. Вика, сине, кажува, вика во градинка, вика дека јас ќе го донесам вистинскиот Дедо Мраз. Јас сите викам, мајка ми, викам, ќе го донесе Дедо Мраз. И кога испадна глумец колега од работа. И ја го познав и се разочарав, така да не верувам, али убаво е помалите деца да веруваат и да се осеќаат топло на вистина. Ајде една новогодишна честитка за гледачите на Sky Selection. Новогодишна честитка. Здраво, јас сум Александар Тарабунов. Во новата година бидете Дечкото во чие друштво се наоѓам сега, беше навистина многу слушан изминатава година во Sky Selection и тоа со многу нови и различни хитови. До мене е Јоце Панов. Здраво, Јоце, како си? Здраво, супер. Е топло овде, вака. По што ќе ја запамтиш 2011? По што ќе ја запамтам? Па многу фестивали надвор од Македонија, значи многу фестивали, добив многу победи, награди на тие фестивали каде што бев и мислам дека ете многу плодна беше оваа година за мене. Заедно со тоа го работев и албумот кој во 2012 на почеток ќе излезе во продажба. Тоа е хрватскиот албум кој го направив на три јазика хрватски, посебно на српски и посебно на македонски јазик. Така да работев со полна парија и на албумот. Неколку спотови, значи мислам дека 3 или 4 спотови излегува во таа година, така да ми беше многу плодна и цело време работев на тоа што го сакам и сум среќен што ја работев што ја сакам. Ќе биде ли 2012 исто толку продуктивно? Па би требало да биде, мислам дека и многу повеќе,
затоа што ќе излезе албумот, треба да го промовирам, не само Македонија, значи ширум сите бивши простори, така да тоа има многу патувања, многу поголеми обврски, ќе имам нови спотови снимања, нови дуети кои треба да следат во 2012 година. Мислам дека ќе имам многу обврски, така да ете. Мислам дека ќе имам повеќе од 2011. Оваа година имаше многу фестивали, многу награди. Која ти е најдрагоцена? Која ќе ти остане за секогаш врежана во сеќавањата? Која песна? Која... Како да кажам? Ова што оди во позадина. Добро, никој те нече волити, тако е. Ова година некако ја одбележа, бидејќи победив на фестивалот во Бугарија, во Варна на Discovery. Таму победив со оваа песна. Беше многу радиостаници во Хрватска, Црна Гора, Србија, кај нас. Беше неколку месеци хит на сите топ листи, беше на прво место, така да многу добро пројде. Мислам дека ете оваа песна. Значи, оваа песна, иако ти пеам песна беше некако 2010 година и 9-та, ама 2011-та ова Тебе ни е стало исто така зароблен, значи сите тие песни од новиот албум Вештица исто добро пројде. Сите песни што ги пуштив до сега, као синглови најава за албумот, пројдоа добро кај публикава ширум, значи регионов и сум среќен поради тоа, наистина. На кога е посветена Вештица? Вештице? Вештице има доста многу вештици, како во Македонија, така и надвор од Македонија. Така да, ете, Вештица е символизира една малку лукава девојка, значи така малку интересна девојка. Така да, ете, не би издвоила една, затоа што има многу вештици. Има многу вештици и сите што ги се пронајдат во текстот, им ја посветувам на сите девојки. Која е твојата новогодишна желба? Мојата новогодишна желба е, мислиш, што да ми донесе Дедо Мраз? За Дедо Мраз што да ми донесе? Веруваш во него? Па верувам уште. Убаво ми е чувството кога еве уште како дете си верувам дека Дедо Мраз ми носи желби и не сакам да верувам дека не постои. Убаво ми е тоа чувство кога ќе дојде нова година да си посакам желби и јас си верувам во некој си мој Дедо Мраз. Така да моја желба е албумот што ќе излезе во новата 2012 година да биде добро прифатен од секаде каде што ќе биде пуштен во продажба, луѓето да ги сакаат песните, да ги слушаат, па да почнам да работам и на втор албум. Значи таа ми е најголема желба, затоа што животот го посветив на музиката, на тој албум конкретно, и мислам дека најголема моја желба е тоа. Ти ги исполнуваше Дедо Мраз желбите како мал? Да, ми ги исполнуваше. Можеби дека многу верува во него и можеби таа верба. И беше умно дете? Па бев умно, да. Наистина бев умно и бев послушно дете. Значи дека ќе ја исполни. Кажи ми каде ќе ја дочекаш новата година? Работно, како и секоја година. Работно и оваа година, така да сите празници мои, уствари јас ги поминувам работно, така да и оваа нова година, значи нон-стоп. Затоа каде ќе се одмараш после нова година? А после нова година ќе заминам за Црна Гора. Таму имам настапи во дискотеки, тоа ќе биде околу Бадник. Многу ми е жал што нема да бидам овде за Бадник, за најубавата вечер во годината, ама морам. Така е работно. После нова година, значи таму до 8 јануар, и кога ќе се вратам од 8 до 12-13, сакам да некаде да отидам на страна тие 3-4 дена, да одморам. Не знам каде ќе биде, ама сигурно ќе биде некаде надвор од Македонија. Може би Бугарија, може би на скијање некаде, ама... Во чие друштво смееме да прашаме? Па сигурно ќе биде присуство на девојка. Тоа е најважно, а која ќе видиме која ќе заслужи. Ајде на честитка за гледачите на Sky Selection, затоа што навистина заслужи. Па вака, нека ви е срекна новата 2012 година. Бидете живи и здрави, бидете весели, срекни, имајте повеќе пари,
и не знам што, слушате македонска музика. А јас бев спремен цел живот за тебе, да го дадам за час. Живот цел за нас, тебе не ти значи тоа што ме мачи, што моето срце пука на сто, страда од љубов, тоне на дно, не ти значи, ни малку не те мачи, што пасам на тебе, ко војник на стража, но ти сакаш такви кој.